председателе. Почитувани граѓани, почитувана македонска јавност, емисијата за хумор и сатира и научна фантастика заврши. Ајде сега да бидеме сериозни. Почитувана колешке колева, на граѓаните, јас ќе ви кажам дека му е преку глава од овие наши препукувања овде од собраниската говорница. Тие бараат од нас да држиме до данениот збор и она што сме го ветиле да го исполниме. Денеска ќе го почитуваме она што го кажа председателот на комисијава, зборуваме за буџетот за 2023 година и јас кажав дека во старт имате нереално висок буџет, највисок во историјата, од 5,3 милијарди евра, за кој многу експерти кажуваат дека е инфлацијски, неразвоен, вие не ме демантиравте. Јас кажав дека предвидувате уште во самиот старт буџетски дефицит од 700 милиони евра. Предвидувате да потрошите пари кои ги немате, пари за кои ќе се задолжите, вие ќе не задолжите нас, нашите деца и идните поколенија. И вие тоа не го демантирате, туку велите како правевте вие до 2016, 15, 8, 9, 100. Јас, почитувана колешке, тогаш не сум бил пратеник во ова собрание. И зборувам за реалноста, зборувам за денешницата, зборувам со факти и аргументи. И затоа уште еднаш ќе кажам да се држиме до фактите, да разговараме во интерес на граѓаните и она што ќе го кажете, кажете го или демантирајте ме, но со факти, аргументи и бројки. Од вака само колку да излезите и да се препираме, ВМРО направи така, ВМРО направи онака, СДС направи ова, еве, околу патиштата, цело време спомнувате што направило, кој направил, колку направил, како направил. Јас ќе ви дадам еден предлог. Вие со автомобилот пред мене, однесете ме да извозиме еден автопат што го изградил Социјалдемократскиот сојуз. Ако ме однесите на таков автопат, јас, моето возило, ви го давам поклон. А јас слободно сега тргнете по мене, ќе ве однесам и на автопатот во Смоквица, и на автопатот во Миладиновци, кој го изгради владата на ВМРО ДПМН. Нема да го спомнам ова што сите го кажуваат, но еве, навистина си го баравте, уште чочекот остана, тоа од вас беше гратис и тоа в тунел. Знаат граѓаните многу добро кој и што и како направил. Уште еднаш ќе спомнам некои работи што се навистина важни, еве ќе додадам за автопати кој колку изградил. ВМРО ги изгради автопатите, вие немате направено ниту 1 километар, но кабини за патарини, да наплаќате патарини, за тоа сте царови. Одма поставивте и ги оптеретивте граѓаните, односно нивниот буџет со дополнителни трошоци. Заборавивте да кажете или не сакате да кажете или не ви напишале дека јавниот долг го начекавте на 47,7% од бруто домашниот производ. Од осамостојувањето до 2016-17 година, кога ја превзедовте власта, задолжувањето било 4,7 милиарди евра. Вие сега за 5 години ова го дуплиравте. Јавниот долг
ова е ваш податок, што го читав сега во проекцијата за буџетот за 2023 година, ќе изнесува 64,5% од бруто домашниот производ. Според Макстришкиот договор, земјите со над 60%, почитуване колешке, спаѓаат во високо задолжени земји. Што ние не сме биле високо задолжена земја ниту во еден момент во владењето на ВМРО ДПМН. Во првиот буџет во 2018 година, почитувана колешке, која вие, вашата власт го правела, предвиделе дефицит од 300 милиони евра. И секоја година буџетот станува поголем, дефицитот уште така поголем, за да дојдеме до во моментов историски најголем буџетски дефицит од 700 милиони евра, што ви гарантирам дека нема да биде толку, ќе биде многу повеќе на крајот од годината. И за крај, велите да сте грешеле, но тоа ќе сте го поправеле. Ви се ближи крајот, нема да поправите како власт. Нема да поправите ништо, нема да имате време, ќе има избори, па и редовни да се, за многу брзо, дотогаш вие нема да направите ништо. Со рейтинг на вашата партија од 9% едноцифрен, што се ближи до процент на статистичка грешка, вие нема поиќе да правите ништо. Вие ќе си одите во опозиција, ќе си седите кај што ви е местото, а ВМРО ДПМН, владата на ВМРО ДПМН ќе гради автопати, ќе гради болници, ќе гради градинки, училишта и се она што му треба на граѓаните и што го прави и на локално ниво. Еве за почитуваната колечка од Охрид, која дофрлува од задните редови, стани жаки да те види сала. Само да кажам дека денеска 9 градоначалници на ВМРО ДПМН се наградени од Европската Унија за извонредно управување со општините. Така работи, почитувани граѓани, ВМРО ДПМН. Така работи одговорна власт, а не овдека да кажува новогодишни желби, приказки за мали деца. Ви благодарам.